Имено, Јулије Цезар во 33-та година пред нашата ера почнал да го пресметува времето и му дошло дека во годината има мала празнина. Меѓутоа, во 1500-та година од нашава ера, папата Григори продолжил за да пронајде како да го реши тој проблем. Знаеме во прво време дека сите беа христијани. 1054 година се одделува група кои се нарекуваат католици, веројатно како со политичките партии недоразбирање меѓу себе и формирање на нови партии, така и со верата. Се одделија и се нарекоа католици. Ако прочитате во енциклопедијата што значи католик, веднаш дава светско, универзално. Но не е тоа така. И во времето на Цезар, на цезаровците се зборувало речиси истиот јазик, македонскиот со дијалект, а такви записи на црквите можете да ги најдете и да ги прочитате и да разберете што пишува, најдени се во многу места во Италија. Како е дојден зборот католик? Се сеќава мојата баба, место како велеше като. Като тој ден, като тоа дете, като ликот на Господа. Да се вратам на пресметувањето на времето. Папата Григори пронашол дека има празнина од 1/4 од минутата. Така да, од 33-та година пред нашата ера па до 1500-та година од Христос, разликата е само 14 дена. Затоа 1 јануари за католиците е према новиот календар, а за нас православните е 14 јануари, односно 1 јануари према јулијанскиот календар. А сега да ви докажам дека навистина македонската нова година е најстара во светот, 7529 години. Ќе го земам само Вардарскиот дел на Македонија за пример, каде има толку многу цркви и манастири, каде над самиот влез од вратата ја пишува и во Христово време и пишува Господово лето, годината на изградбата на црквата. Можете, ако сакате, да си земете и пенкало и книга и заедно да го решиме овој математички проблем. Ќе ви представам неколку манастири изградени во различни години. Црквата Свети Никола кај Љуботен во Скопје пишува изградена во 1337 година, значи 14 век. Тоа е наша ера. А Господовото лето 6835 година. Ова година сме 2021. Кога од 2021 година ќе извадите Христовата година на изградба, тоа е 1337 година, ќе добиеме резултат 684, кој потоа ќе го додадеме на Господовото лето 6835, избирот е 7529. Црквата Свети Ѓорги во Курбиново Преспа, изградена е во 12 век, поточно 1191 година во Христово време, а Господово лето е 6699 година. Пак ќе го повторам тој математички процес. 2021 минус 1191 доаѓа 830 плюс 6699, резултатот е 7529 години. И на крај ќе завршам со манастирот во градот Виница Свети Арангел Михаел, изграден 16 век, односно 1559 година во Христово време, а Господово лето 7067 година. 2021 минус 1559 е резултатот 462. Значи плюс 7067 доаѓа 7529. Затоа, радувајте се, мили мои македонци, со се што е македонско, зашто Македонија е патоказот кон светот. Таа е мајката родилка на овој свет, што им даде просвета, култура, наука на сите дивјаци, што сега не знаат што прават и како да го уништат македонското име, се што е македонско. Не случајно, покојниот, а за мене многу почитуван Блаже Кониски рекол: големо е името Македонија, затоа сакаат и да ни го уништат, да ни го земат.
Сепак, нека ни е честита македонската нова година, почитувани слушатели, за да до идната година со многу помали проблеми со Македонија ги победиме злите ѓаволски души. А молитвата нека допре до ушите на Бога, за да ни расте македонскиот наталитет, да расте родот македонски, но затоа пак Бог нека секаде и во секој време биде со нас, македонците. Дай ми Боже сила небесна, да се кренам, да се издишам, како звезда јасно греам, химна да запевам. Дай ми Боже сила небесна, да се кренам, да се издишам, како звезда јасно греам, химна да запевам. Нека расте, Боже, радост, убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сменuje. Нека расте, Боже, родот, убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сменuje. Дай ми Боже љубовска, благословен јас да посејам, да се родим живо небо, вино зрелост. Нека расте, Боже, радот, убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сменuje. Нека расте, Боже, радот, убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сменuje. Дай ми Боже сила небесна, да се кренам, да се издишам, како звезда јасно греам, химна да запевам. Нека расте, Боже, родот, убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сменuje. Нека расте, Боже, родот, убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сменuje. Нека расте, Боже, родот, убав мој, златен дожд, од мудрост долго. И ете, и на ова вечерашна наша емисија се ближи крајот, еве остануваат уште 5 минути и 25 секунди, но затоа пак благодарејќи ви за вашето ценето внимание и другарување со нас, ви посакуваме и пријатна седмица. Слушајте ме идната недела на брановата должина 101.3 FM од 6 часот навечер, кога
ќе дадеме профил за нашиот сонародник Коста Станвик. Затоа пак вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија Драгица Белчевска од срце ви посакува добра, пријатна вечер и ноќ.